Togačno ke ja sakam, ugosta ja svoja, Skopje kaže mi. Улица Јосиф Михајловиќ. По смртта, со одлука на тогашното градско поглаварство, големата улица Јустинијанова во Скопје била преименувана во Јосиф Михајловиќ, но бугарската окупаторска власт во Втората светска војна, а подоцна и комунистите, ја укинале таа одлука. Во книгата Антологија за мијачките великани се вели дека Лазар Колишевски на една мала тесна уличка од 15 на метри што завршува со ќорсокак некаде на Битпазар, подоцна и го дал името на поранешниот градоначалник и на таков начин тогашната власт му се одолжила на најголемиот скопски градител на сите времиња. За време на својот речиси 10 годишен мандат, својата активност ја насочил кон модернизација на Скопје и неговото комунално унапредување. На почетокот на 1929-та го направил генералниот регулационен план на Скопје според идејниот план на Димитрije Леко од 1914-та и извршил геодетски премер на градот. По усвојувањето на планот во 1930-та се посветил на остварување на замисленото. Со цел да го заштити Скопје од поплави, го изградил насипот на Вардар во градскиот парк, како и го регулирал течението на Серава низ чајри Топана, кои биле често поплавувани. Јосиф Михајловиќ починал на 11 март 1941, само еден месец пред почетокот на Втората светска војна. Погребната поворка ја следеле повеќе од 15.000 скопјани. Церемонијата траела околу 5 часа, а проштални говори за животот и делата на Јосиф одржале повеќе од 20 лица. Во хрониките останало запишано дека поворката ја следеле голем број граѓани облечени во мијачки народни носии, со бечви, минтани и црни кечиња. Починал на оперативна маса во Скопската клиника за време на хирушка интервенција за вадење на слепото црево. Официјалниот медицински извештај вели дека при операцијата настанале компликации и лекарите не можеле да го спасат.